за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот. Штовани слушатели, се јавуваме од студиото на Радио Слободна Македонија. Вечерава имам чест и задоволство да ве поканам да присуствувате или на некој си начин да учествувате во реализација на 23-тото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Се разбира, секоја недела после 20 часот сме на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија и се разбира повторно дискутираме во она што треба да биде и лајт мотив на политичките збеднувања во текот на изминатата недела. Се случија многу работи, тоа сигурно го имате можност за и подробно да се запознаете со деталите на оние случувања кои што ја бранува македонската јавност, ако може така да се каже, затоа што настојувањата пред се на политичките опоненти кои што се во една, како да кажам, рововска битка за добивање на глас повеќе, допрва ќе покажува некои абсурди, нелогичности, сето она што може да се изроди во една таква безпоштедна политичка битка. Изборите, знаете дека одложените, оние или поточно речено променетиот датум од 24 април, померен за нешто повеќе од месец дена, а тоа е фиксираниот датум 5 јуни, е всушност соочување со народот на некој си начин еден народен референдум кога е во прашање Република Македонија и она што всушност значи држава во која што се најде поради политичката криза која наметна некои политички партии. Сето, ако сума сумарум, ако сакаме да го гледаме кроз една диоптрија, кроз една призма, без тенденција да фаворизираме некоја политичка партија или политичка опција, како сакате, со незините партнери, така наречени сателитски партии кои што всушност представуваат еден вид коалиција на водечките партии, пред се мислам на оние на македонскиот блок, тогаш мораме да признаеме дека некој се обидува или некој од петни жили сака да го промени политичкото милје во Република Македонија. Ајде да бидам поконкретно. Некој кој што сака непринципијално или се труди непринципијално и со некои недозволени методи за нас и постапки на еден краен, недемократски начин да го тргне од политичката сцена, каде што последниве 10 години суверено влада ВМРО ДПМН и лидерот на ВМРО ДПМН господинот Никола Груевски. Кому едно принципијално прашање му смета Груевски? Груевски им смета и на политичкиот фактор кој што е внатре во државата и на оние однадвор кои што изнаоѓаат начини како, на кој начин Македонија да ја свие кичмата, на каков и кој начин Македонија биде во раката на оние кои што ја кројат, ако може така да се каже, геополитичката, геостратешката мапа на Балканот. Едноставно Груевски мора на некој си начин да признае или да прифати крупен збор, ако може така да се каже, една протекторатска улога во која што нити тој ќе прифати, нити народот тоа ќе му го дозволи, нити па никој политичар го нема тој мандат да го направи таквото нешто. Се прашува, поставувам уште едно друго прашање. Дали разнишаната и на прагот на замислената федерација Македонија како е една виртуелна етничка поделеност која што се манифестира особено последнава недела дена, е добитната комбинација на која што игра меѓународниот фактор. Ќе го ставиме тоа, како што реков, настрана или поточно речено ќе го ставиме на 5 јуни народот да каже за која опција, народот да се изјасни децидно и да му го врачи, ако може така да се каже символично, кормилото на бродот наречен Македонија, кој што треба конечно заплави по мирните води кон просперитетот, кон економските компоненти кои што всушност значат многу за Македонија, за нивните граѓани, нови вработувања, нови инвестиции, покачување на бруто домашниот производ и така натаму и така натаму. Но се поставува сијасет многу прашања од кои што би издвоил едно кое што постојано ми го поставуваат симпатизерите, оние луѓе кои што всушност не мора да бидат инволвирани во политиката, обичните граѓани, моите пациенти или поточно речено секој оној со кого ќе поведеме разговор за политиката, неодмиливо прашува: па добро, има ли добле со опозицијата еднаш за секојаш да признае дека
Груевски има толку многу и толку добри направени работи кои што го држат на површината и кои што со право го истакнуваат како фаворит на следните избори. Овие темни сценарија кои што ни ги креираат и кои што ни ги пуштаат, дури однадвор, се почитувани со цел да се направи дестабилизација во земјата и нејзината протекторска, како што реков, подчинетост кон Запад да дојде конечно на виделина. Овие прашања, како што реков, и се други, една лепеза од прашања кои што ќе се јават како еден си вид лајмотив во вечерашното издание на емисијата за македонските работи, заслужуваат конкретни, децидни, јасни одговори. Како што, например, дека единствената закана или пречка за строго зацртаните планови со Македонија како мощна, важна геополитичка и геостратешка точка на Балканот лежи токму во авторитетот кој што го ужива господинот Груевски и ВМРО ДПМН. Тоа го покажува и трите претходни последователни, исто така воредни, да не кажам изнудени парламентарни избори. Груевски и ВМРО покажа дека како се води политика во Република Македонија, покажа дека народот е со него и со партијата на ВМРО ДПМН и покажа дека народот е тој што решава, одлучува како сакате и додека народот одлучува, исходот и епилогот на изборната волја ќе биде добро познат. Ако се суди, се разбира, поред рейтинзите кои што ги ужива не само лидерот на ВМРО ДПМН, туку и целата политичка партија. Со други зборови, многу убава мисла, или поточно речено прифатлива една резонска реченица, или поточно речено, добро реков, мисла која што провејува постојано особено во колумните, во начинот на другиот на те начини на изразување на своите политички ставови преку пресувите и така натаму, а тоа значи дека доколку сакате да го победите, или во наводници, во превод, доколку сакате да го смените Никола Груевски, тоа подразбира дека треба да го смените народот. А тоа е невозможна мисија и тоа може да биде само во имагинациите на опозицијата и на платените поддржувачи од страна кои што, како што реков, не бомбардираат во нашето политичко милје. Но причините зошто и кому му смета Македонија и колку е заинтересиран меѓународниот фактор произлегува од сосема нешто друго. Можеби нема да ја откриам топлата вода како се извинувам на изразот кој што го потребувам, но кој што е како на некој си начин народен во кај нашите граѓани така натаму. Сериозноста и актуализацијата, дури и решителноста, се извинувам, на Русија, на Москва и понатаму за промена на маршрутата на турскиот поток во кој што мапа е планирана сериозна улога на Република Македонија како дистрибутер на гасот кој што треба да протече од тој проект и така натаму. На Македонија започнуваат, значи со тој проект започнуваат нашите породилни маки. Што сакам да кажам? Пред се алудирам дека ваквото нешто сигурно дека нема да го прогледа кроз прсти Запад, кому му приоритетот и неговата настојчивост и понатаму да биде главен фактор на политиките во нашата држава и пред се со тоа и на Балкан, всушност нема да дозвола така едноставно Русија да своето влијание преку Грција, преку Македонија, преку Србија, па ако сакате и преку Унгарија го потисне Запад на некој си начин, каде што, како што реков, Запад и Соединетите Американски држави се чувствуваат привилеговани и на некој си начин како апсолутни господари. Зошто Македонија го прифати овој енергетски проект? Па токму подадената рака е првенствено и само од тие енергетско-економски интереси на државата и кои што како ни се потребни, кои што не беа протолкувани така како што очекувавме, затоа што Запад и европските сојузници во нас видува нестабилен партнер. Нештата стануваат само појасни ако кон сето ова се додаде јасно изразената и манифестирана неравнодушност која што почна, како што реков, Запад да ја покажува, и тоа со можна реализација на овој мега проект, нештата ќе бидат сосема други.
Затоа почна како на филмска лента да се менуваат настаните, особено во ова предизборие. Ве знаете што се случи од 2 јуни и 5 јули, кога беа донесени заклучоците како составен дел на записникот од Пржинскиот договор, а се работеше и имаше една единствена цела, тоа е дестабилизација на државата. Не само на Македонија, туку на државите кои што се најдоа на списокот, кои што се најдоа на листата на едни од реализаторите на проектот Јужен поток или Турски поток, како сакате. На таквата состојба и во таа една мачна атмосфера, особено во главниот град, во Скопје, на кој сериозно, ќе ве подсетам, му се закануваше реприза на еден киевски мајдан, ајде да не бидам толку ригорозен, и тоа без среќа, без крвопролевање, подсетуваат, асоцираат и настаните пред владата на Република Македонија. Вие знаете што се случуваше во мај пред владата на Република Македонија. Потоа протестите по улиците на Скопје, она посебно што мене, што доаѓам од тој крај, од таа средина, така натаму, сериозно и загрижувачки, не само мене, туку моите сограѓани и така натаму, не направи неравнодушни, а тоа се настаните во Гошинце, Кумановската населба, се сеќавате настаните во Кумановската населба, диво населје, кога изгубивме 8 бранители на Република Македонија, представници на Министерството за внатрешни работи и многу други работи, меѓу кои не можеме да не го одминеме аферата Пуч. Повеќе очигледно беше дека со подпомогнатата опозиција, сорусоидите, морам да ги спомнам, надворешниот како и внатрешниот дел од контролираниот албански фактор, кој што последнова недела почнува да покажува заби, пред околу нашите и квинзилистите, Македонија според нив требаше да падне на колена, а со тоа Груевски да се замени од политичката сцена во историја. Сепак го забораваме најважното. На Македонија му се случи народ. На сите нив им се случи народ. Тие заборавија дека народот и силната подршка и екстремно секој рейтинг што премиерот го уживаше, го имаше во своја поза. Груевски не дозволија некои, како да кажам, темни сценарија да бидат целосно реализирани. На некој си начин донекаде можеби успеа да го подзабават реализацијата на Турскиот ток или пак да има истиот дополнителни измени доколку, например, да кажеме односите помеѓу Русија и Турција, знаете зашто станува збор, не се подобрат или не одат во насокот како што треба да биде, или пак ако Турција измрда на некој начин, тогаш тие не можат, тие имаат алтернативни решенија, гасоводот ќе поминува под Црното море, преку Грција, повторно Македонија доаѓа до израз, Србија и понатаму Унгарија и така натаму и така натаму. Затоа велам да не подлегнуваме на убедувањата дека ова трка, мртва трка е завршена и дека обидите во намерите на едно темно сценарио повторно да се спроведе во Република Македонија се сведеми на минимум или дека нарачателот дигнал раце од таквото нешто. Тоа што му се случи на ова наше крепко општество, допрва ќе ги изфрли на површина негативните и поразителни консеквенции кои што произлегуваат ова состојба. Тоа често пати сум го говорил и ќе се покаже. Вие знаете дека се наоѓаме во еден од каде што во доизраз доаѓа намалувањето на невработеноста во Република Македонија. Кога донесуваме сијасет надворешни странски инвестиции кои што го покачуваат бруто домашниот производ, кои што го подобруваат стандардот на живеачката во Република Македонија. На крајот на краиштата го зголемуваат извозот на Република Македонија, кој што во своето 25 годишно обстојување не памети такви позитивни резултати. Во овој случај повторно ќе ја подлечам мудроста на Груевски, кој што сепак имаше трпение. Таа негова мудрост се манифестираше со потегнување на едни решавачки потези токму во кризните моменти, а вие знаете дека лидерите, историјата ги памети токму по потегнување на такви решавачки потези кои што идат или се кост бенефит на државата, во овој случај на Република Македонија. Тие однапред го пиша, непринципијално го подценија, например, со оваа афера и оваа криза која што се уште ја тресе Република Македонија, од која што очекуваме и се надеваме и посакуваме на 5 јуни конечно да заврши. Груевски не подклекна.
не погледна пред се во името на македонштината, пред се во името на реформската економска иднина која што има зацртано во своите политики на земјата и не подлегна под придобивките од идеалите на нашите предци кои што ги застапува како цела партија, како едноставно ВМРО ДПМН кој се смета како наследник токму на такви политики. Теквите мудри донесени решенија, адекватни потези во најкритичните моменти за државата ја вратија и одржуваат Македонија се уште на еден вистински колосек. Затоа, почитувани, уште еднаш ќе повторам. Единствено решение е да има што поскоро избори. Еднаш за секогаш мора да има референдум на избори на кој што иднината Република Македонија ќе биде поставена како главното прашање на нашиот гласачки електорат. Да видиме за каква иднина се зборува, каква иднина посекуваме, кој сакаме да ја води нашата држава. Тоа се прашања од кои што понатаму ќе зависат многу сијасет развивање на политиките кои што ги пласираат и водечката партија, а и пред се контрааргументи и некои си обиди за дестабилизација и деструктивност од страна на опозицијата. Секое понатамошно пролонгирање почитување е само купување време од недобронамерниот и темните сили кои што се уште екзистираат како лешинари пред да се нападне жртвата. Сепак, дале едно цунами е во опасност и прети на Република Македонија, се заканува на Република Македонија во вториот дел од емисијата. Предлагам сега една куса пауза, по која што, како што реков, ве поканувам повторно да се приклучите во следењето на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, повторно се јавуваме од студиото од каде што всушност во кое што всушност тече вториот дел или поточно речено започнува вториот дел на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков, каде што, како реков, повторно дискутираме за политиката, за актуелните збиднувања кои што не слегнуваат од фокусот на интересирањето во македонската јавност и кои што всушност на некој си начин представуваат продолжение на нешто кое што сакаме што побрзо, што е поможно да престане на 5 јуни, а тоа се изборите на Република Македонија, кога македонскиот народ преку едно референдумско изјаснување всушност го решава понатамошниот ток на политиките, на обстојувањето, ако може така да се каже, на нашава држава. Завршив и ќе продолжам таму каде што завршив, а тоа е поставувајќи го прашањето дали уште едно ново цунами е опасност на Македонија. Дали на поведок имаме нешто уште заканувачко? Да. На балканската политичка сцена, почитувани, има една нова најава и решителност на далечниот исток. Кога ведам далечниот исток, пред се не мислам на Јапонија, на Кореја и така натаму, туку мислам пред се на Русија и на уште една голема светска економска велесила, а тоа е Кина, дека се решителни во реализирањето на балканскиот пат на свилата. Еден проект кој што всушност треба да представува во кој што Исток, како што реков, вложи многу огромни средства и на големи врата бара свое присуство на Балканот. А тоа е мрежата, поточно речено железничката мрежа која што треба да се протега од Будимпешта преку Белград, нашето Скопје и Пиреја, односно Грција, да всушност да биде реализирана за предвидениот термин, со што на некој си начин ќе се зголеми, ако може така да се каже, влијанието и желбата за присуство на збиднувањата на Балканот од страна на Кина и од страна на Русија. Кој е бенефитот на земјите низ кои што ќе поминува железничката траса од Будимпешта, како што реков, Белград, Скопје, Пиреј во соседна Грција? За нас тоа се подразбира е дополнително зајакнување на македонската економија. Мора да се сложите со мене, потоа зајакнување на сопствениот суверенитет, без тоа сериозно да се влие врз нашите аспирации и за членство, барем според мене, или јас така размислувам, во европското семејство и останати споредни придобивки кои што произлегуваат од конечната реализација на овој евроазијски, би рекол, мегапроект. Но се прашуваме дали се тоа не е нов трн во окото на Запад, кој што се уште преку Европската Унија има превласта во своји раце на Балканот.
И те како. И тоа како? Нормално е да се очекува дека Америка и сојузниците не гледаат така воодушевено во настојувањата на исток пред се, како што реков, мислам на Русија и на Кина, за нивно се повлијателно присуство во најава, таму каде што тие се смета за неприкосновени. А каде Македонија го гледа својот интерес во сето ова? Само да ви кажам, или да ве потсетам, дека соработката со Кина е подигната на едно повисоко ниво уште по добивањето на, се сеќавате на она кредитна линија која што Народна република Кина ја дозволи на Република Македонија некаде од милиарда евра, во кое што всушност требаше и на Македонија и треба за реализација на автопатиштата во нашата република, кои што морам да признам и да кажам дека и недостасуваат и фактички во едно со еден потек да се направи, да се збогати патната инфраструктура во Република Македонија, како што реков, со изградба на нови илјадници километри кои што како што со такво темпо како што досега никогаш не сме го имале во своето 25 годишно, ако може да се каже, опстојување како самостојна и суверена Република Македонија. Зар ова не е една причина или според мене едно после она затишје кое што уследи да дојде до нова бура? Додека двајца се расправаат, третиот го јаде ќотекот, така вели народот. Се извинувам што може би така сакам сликовито да го представам сето ова што ни се случува, но прашањето всушност е што ново и се подготвува и се сервира на Република Македонија. Македонија мора да се освестиме, можно е, додека има време, во прашање, како што реков, незината иднина, да го реши ова со едно масовно излегување на закажаните избори на 5 јуни оваа година, кога едноставно, како што реков, плебисцитарно ќе му ја даде власта на оној во кој што верува, на она политичка опција која што ветува објекти, имплементира во своите обнимни програми, на крајот на криштата и ги реализира. Имаме програма, морам да признам, имаме агенда, немој да ми замерат опозиционерите, имаме визионер и вистински лидер, имаме проекти и визија за опстанок на Република Македонија. Само не недостасува она кое што често пати го посакуваме, бараме, апелираме кон тоа нешто, а тоа е заедничка една верба во самите нас. Ајде, си зимам за право, сите заедно, тоа е нашата света должност, сврсто да застанеме на браникот на државата, да ја сочуваме нашата единствена Македонија од нови искушени и заканувачки предизвици. Зошто ова го велам? Од причина што она што ни се случи во текот на неделава, изминатава недела, не би посакале да представува увод и вовед во некое темно сценарио. Вие сами знаете дека на местото каде што беше планирано да биде подигнат крстот висок 55 метри во скопската општина Бутел, демонстранти предводени пред се од коалициониот партнер на ВМРО ДПМН, тоа е ДУИ, интегративците на сила ја тргнаа оградата и поставија албански знамиња и шатори. Која е таа провокација? Што е причината? Се прашуваат многумина. Дали на вистина во прашање се изливи на верски емоции или е во прашање сосема нешто друго? Ајде да кажеме дека предизвик на сето тоа беше, да кажеме, поставувањето на орлите, поточно речено на знамењето кое што всушност ги карактеризирали и е составен дел од една друга држава, и поточно речено од Република Албанија, и поставувањето на двоглавиот орел на 16 февруари во општина Чаир, навистина беше провокација, но не до тој степен за да може одмазнички на некој си реваншизам да се осврне македонската популација и да возвраќа со несогледиви последици, од кои што можеше да се изродат несогледиви последици. Она што е карактеристично е тоа што и кој што малку остава, не малку него многу повеќе сомнеше што немале никакви пречки тоа да го направат, ги затрупале темелите на изградбата на постаментот на кој што требало да стои 55 метарскиот крст како едно христијанско обележје, ја турнале оградата, поставиле шатори и го заболе албанското знаме на местото кај што треба да се подигне, како што реков, 55 метарскиот крст. Демонстранти да, али меѓу нив биле и министерот за образование Абдулаки Мадеми, потоа пратениците Артан Груби и Талат Джафери. Ова веќе нешто зборува.
тие се или ДУИ е коалиционен партнер во владата на Република Македонија. Да подсетиме, непосредно веднаш по постувањето на Теменка Мелникот на крстот, или поточно речено не веднаш, него после тоа, негде околу половина час, на поставување на Камен Темелникот, всушност тројца албанци го претепа, ако може така да се каже, лидерот на Светскиот македонски конгрес, господинот Тодор Петров, кој што беше еден од иницијаторите за подигање на овој крст. И како што реков, сија сет прашања кои што не би сакал да видат некој си вид шпекулација, затоа што мораме да признаеме. Ние со албанците живееме на овие македонски простори. Ние имаме соживот кој што навистина се манифестира во неколку наврати, особено се манифестира при оној инцидент, ако може така да се нарече терористичкиот напад во кумановската населба Диво населје, каде што, како што реков, почина и терористи, но почина и наши 8 бранители. Но во овој пат е сосема нешто друго. Дали ДУИ на некој си начин чувствува или на некој си начин се плаши, ако можам така да кажем, сериозно е загрижен за исходот на изборите на 5 јуни. Зошто? Затоа што на овие избори, почитувани, ќе имаме присуство, и тоа засилено присуство на ОПСЕ. Ќе имаме присуство на меѓународен фактор. Ќе имаме исчистени избирачки спискови или списоци во кои што всушност на некој си начин кои што представуваат еден мал, ако може така да се каже, или мини попис во Република Македонија. Ќе видиме кој е кој и што е што во Република Македонија во однос на гласачкиот електорат. Тоа значи дека изјавата, или поточно речено информацијата која што ја даде Државната изборна комисија, каде што имаме не 100.000 фантомски гласачи, туку имаме некаде околу 100.000 или 90.000 албанци кои што фигурираат на избирачките списоци, постојат како такви, но не живеат во Република Македонија. Си го решиле своето животно прашање со оцелување од Република Македонија, со одење во странство, вработување таму, живот со своите партнери кои претходно отишле да работат и така натаму и така натаму. Но некој најверојатно нивните имиња ги користел да ги полни кутиите на претходните избори. Ако ви кажам дека 90% од 100 можни се од албанската популација, тогаш ќе се поставува прашањето. Навистина, дали ДУИ на некој си начин го преискористувал ова право? Ова може да биде шпекулација како сакате, не ме зимајте за збор, не сакам да не влегувам во некои парадоксални, ако може така да се каже, во дадениот момент своји тези, но на некој си начин па и него узурпирам правото како водител и уредник на оваа емисија да дискутираме за отворено. Во политиката, знаете, доколку има табу теми до тогаш и не можеме да излеземе или да сметаме на излегување од вакви политички кризи. Затоа отворено. Се прашувам и повторно го поставам прашањето. Што ако се испостави дека тие сега веќе фантомски или како сакате наречените ги гласачи нема да се појават на гласачките места и односот помеѓу двете албански партии ќе биде егал или поточно речено некаде приближно еден со друго. Се поставува прашање. Политичката партија од македонскиот блок, која што е побројна во дадениот случај, која што ќе ги добие изборите и така натаму, ќе постави прашање со кого ќе направи коалиција. Принципијална коалиција, дали со ДУИ, дали со ДПА. На тоа ме асоцира изјавата на Тачи, кој што деновиве излезе со една многу храбра изјава, кој што фактички тоа беше еден мал повик, ако може така да се каже, ги повика граѓаните да не паѓаат на провокациите на Али Ахмети. И затоа ќе ми дозволите да го цитирам. Мислам дека тоа е веќе видена игра на двајца партнери. Ова се зборови од цитатот. Секогаш пред избори да се спечели некој политички поен, а тоа не е добро. Пораката на ДУИ е дека сите овие проблеми би требало да се решаваат во институциите на системот и тука, например, да донесат одлука, албанското знаме да се употреби во парламент, а не на улица. И кога ќе размислите или како сакате, почитувани слушатели, во секој случај ќе знајдете многу елементи на иста бранова должина да бидеме во размислувањата на коалиционите партнери, на политичарите, на оние кои што едноставно и сакаат добро на Република Македонија. Не можеме да ги стоветуваме сите албанци според некои настани, според некои политички истапи, инциденти и така натаму и така натаму.
Ова Република Македонија има и простор, и место, и како сакате, можност сите заеднички и да работиме, и да живееме во еден соживот кој што со години го протежираме, но никако не можеме да му ја најдеме вистинската димензија. Затоа што некој од судни маки се обидува да го искористи она најслабото, како да кажем, нешто што може да биде добитна комбинација за некого, а катастрофа за Република Македонија. А тоа се меѓу етничките односи. Тој што се поигрува со огнот, тој самиот се изгорува, така е и нашиот народ. Затоа, помалку, како што реков, повторно ќе кажам една изјава која што не сакам да биде шпекулација или да се искористи. Мојот сограѓанин Оливер Спасовски, кој што е наедно и нели технички министар во Министерството за внатрешни работи и така натаму, по негов налог тој полицијата ја повлекол, специјалците од полицијата ја повлекол и така демонстрантите го пробиле безбедносниот периметар и го запалиле делот од барикадите и палмите кои што биле поставени во тој простор каде што требал да биде да се изгради или да се постави 55 метарскиот крст во општина Бутел. Еве, многу теми кои што ви оставам за размислување, многу начини во кои што се обидуваме да ги изближиме интересните сфери, а тоа е иднината на Република Македонија, но со аргументи и со издржани наши тези и ставови кои што всушност треба да бидат и дел од нив да биде едно искуство собрано во овие 25 години и пред тоа во еден соживот, како што реков, со албанската популација и не само со албанската, и со останатите. Почитувани, јас тука би ја завршил вечерашната емисија. Тоа е се што подготвив за 23-тото издание на емисијата за македонските работи. Јас сум уредник и водител на оваа емисија, примариус доктор Јордан Пачков. Денеска е 6 март 2016 година, а продукцијата беше на радиодифузното предпријатие Радио Слободна Македонија. Ве поздравувам и се слушаме во идната недела точно некаде после 20 часот. Пријатно и довидување. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот.